Експлозив. 67 пратеници од Европската унија бараат исклучување на Унгарија. Орбан во центар на јавноста во Европската унија и пошироко. Здраво на сите и добре дојдовте на канал Тампес. Денес ќе разговараме за еден од најжешките и најконтроверзните политички конфликти во Европската унија. Дали Унгарија навистина е на работ на исклучување од Шенген зоната, а можеби и од самата Европска унија? Што ја предизвика оваа криза и кои се можните последици? Останете со мене за да дознаете повеќе. 1. Унгарија под оган. Се започна со новата одлука на унгарскиот премиер Виктор Орбан да воведе олеснителни околности за визи за руските и белоруските граѓани. Овој потек предизвика силни реакции во Брисел и во останатите европски метрополи. Се поставува прашањето, дали Унгарија со овој потек ја загрозува безбедноста на цела Европа? Според 67 европратеници, одговорот е да. Тие бараат Унгарија да биде исклучена од Шенген зоната, а можеби и од Европската унија. 2. Што велат прописите за гастарбајтерите во Унгарија? Според постојните правила, гастарбајтерите имаат право да работат во Унгарија 2 години, со можност за продолжување на престојот за 3 години. Тие можат да работат во која било професија, само доколку докажат дека имаат сместување, работа и здравствено осигурување. Но, кога станува збор за русите, овој систем сега станува потенцијален проблем за цела Европа, поради можноста за непречен влез без соодветни контроли. 3. Безбедносните загрижености. Германскиот министер за одбрана, Борис Писториус, предупреди дека Путин подготвува голема војна против Европа. Со тоа, постои страв дека руските граѓани во Европската унија би можеле да бидат шпиони и саботери. Разбирливо према нивната политика тие се шпиони и саботери на Путин и затоа, Deutschlandfunk веќе пишуваше пред време за драматичните последици. Овие загрижености ги мобилизираа европските политичари, кои инсистираат дека секој што ги пушта русите во Европската унија без проверки ја загрозува безбедноста на континентот. 4. Политичка контроверзија. Но, тука се јавува и прашањето за двојните стандарди. Критичарите подсетуваат дека токму под водство на Ангела Меркел во 2015 година беа отворени границите за милиони мигранти, без соодветни проверки, што ја загрози безбедноста на Европа. Тие беа оние кои масовно ја загрозија безбедноста на Европа. Иронијата е во тоа што сега истите политичари бараат санкции против Унгарија поради нејзиниот потек со руските визи. Дури и федералната полиција сега бара последици за државата и за Европската унија, па да падне човек од столот и да се запраша каква политика се води и која води Европската унија. Тоа навистина ме вознемирува, но се уште трае оваа сага. Што следува? Писмо до председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во кое се бара исклучување на Унгарија од Шенген зоната и повторно воведување контрола на нејзината граница. Оваа жена навистина прави нула баш права нула за германската гранична безбедност и за внатрешна безбедност, но во Унгарија таа сега бара тешки последици поради отворените граници. Па, тоа е најголемото лицемерие од се, а оваа жена е повеќе од смешна. Ова е само почеток на можната ескалација. Бидејќи ако Унгарија биде исклучена од Шенген, следниот чекор може да биде целосно исклучување од Европската унија. Но, очигледно целата работа не се само празни зборови, сега има вистинско раздвижување во парламентот на Европската унија. Оваа ситуација е кулминација на долгогодишниот конфликт меѓу Брисел и Будимпешта. Што мислите, дали Унгарија навистина треба да биде исклучена од Шенген зоната, а можеби и од Европската унија? Се бара повторно воведување на контрола на унгарската граница. 67 европратеници кои го потпишаа ова писмо се главно членови на левичарската партија на Словачка, Прогресивна Словачка. Дали Виктор Орбан постапува правилно или не, дали работи за други или си ја штити државата да не влезе во воен конфликт? Тоа треба да им биде јасно на сите, бидејќи Унгарија е комплетно против сето ова воинствено поттикнување. Како ја гледате целата работа, дали Унгарија сега треба да лета од Шенген зоната, а можеби дури и од Европската унија или не? Оставете ги вашите мислења во коментарите под видеото. Јас сум навистина љубопитен и сакам да видам како парламентот на Европската унија ќе одлучи за ова во наредниот период.
Ви благодарам што бевте со мене и за вашето одвоено драгоцено време. И не заборавајте да се претплатите за повеќе вакви содржини. Доколку сакате видеа на различни фасцинантни теми, например од историски мистерии до необични теории или на некоја друга тема, слободно пишете во коментар. Би ми било драго да го прочитам и вашето мислење. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Се гледаме наскоро со нови интересни анализи.